би препорачал на сите вработени во јавниот сектор, па и во приватниот сектор, своето право да го остават преку синдикатите кај што членуваат. И оние што не членуваат да се зачленат. И внатре да водат борба во насока да го тераат председателот, односно синдикалниот представник, на повеќе права, на примена на правото, на подзаконски акти, да не бидеш надвор од системот. Мора да се бориш во рамките на институцијата кај што е синдикална организација. Ако не одговара тој, ако имаме нови структури, ќе се направат. Но сакам да кажам, мора да се бориш. Не смееш како вработен да бидеш анемичен. Како? Сите така за мене? Не. Сите треба да бидеме сложни за подобри права. Дали во делот на плата, не е секојаш платата, да се разбереме така, Да. но и во делот и на заштитата. Кој ќе речем заштитата? Значи, средства за работа. Еве имаме сега и у МВР, вработените у МВР немаат адекватна опрема, ХТЗ опрема, вработените во затворскиот систем немаат ХТЗ опрема, униформи. Не секој има оружје, да речем, а овластено лице. Не секој има средства за вразување. Мора да се вложи во безбедноста. Безбедноста не знае цена.